Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Плодови на Светиот Дух. Во писмото до Галатјаните 5 глава, 22 и 23 стих, на многу специфичен начин се опишани плодовите на Светиот Дух. Иако Павле во другите писма ги спомнува овие нешта, сепак тука тие се најасно опишани. Тој вели: а плодот на Духот е љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста, воздржливоста. Плодот на Светиот Дух е резултат на неговото присуство во животот на секој христијанин кој го примил Светиот Дух. Библијата јасно кажува дека секој ќе го добие Светиот Дух во мигот или моментот кога ќе поверува во Исус Христос. Тоа може јасно да се согледа од следниве библиски стихови. Павле вели: но вие не сте во телото, туку во Духот, само ако Божиот Дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов. Римјаните 8 глава 9 стих. Потоа вели: зашто ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме напоени во еден дух. Прво Коринтјаните 12 глава 13 стих. Потоа апостолот вели: во него и вие, откако го чувте зборот на вистината, евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух. Со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откуп на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на неговата слава. Тоа е запишано во писмото до Ефесјаните 1 глава. Една од главните цели на Светиот Дух во животот на христијанинот е да го промени животот. Без духовна промена на животот не може никој да го види Божјото царство. Улогата на Светиот Дух е да не направи да бидеме што послични со Христос и да бидеме поблиску до Него. Да живееме според Божјата правда, праведно во секој поглед. Плодот на Светиот Дух е во директно спротивставување со делата на грешната природа, опишани во истото послание до Галатјаните, 5 глава. Во овие стихови се вели: а делата на телото се очигледни. Тие се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, магии, непријателства, препирки, љубомора, лутина, поделби, раздори, кривоверства, завист, пијанство, гоштавки и други слични на овие, за кои сте предупредени и пак ве предупредувам, дека сите оние кои ги прават овие нешта нема да го наследат Божјото царство. Овие грешни дела се однесуваат на сите луѓе кои не го познаваат Христос и не се под влијание на Светиот Дух, односно го немаат во себе. Нашето грешно тело произведува одредени плодови или дела кои одразуваат нашата природа, а Светиот Дух произведува плодови кои одразуваат Божјата природа. Животот на христијанинот е војување против грешното тело на неговата природа што му е даден од Христос. Како паднати човечки суштества, ние се уште се фаќаме во стапица на телото, кое што ги сака грешните нешта. Сепак, како христијани го имаме Светиот Дух кој ги произведува во нас плодовите. И не само тоа, туку ја имаме и неговата сила на располагање, за да ги победиме делата на грешната телесна природа. Христијанинот никогаш не може целосно да ги порази овие грешни нешта.
Но една од главните цели на христијанскиот живот е да дозволиме на Светиот Дух прогресивно да произведува се повеќе и повеќе од своите плодови во нашиот живот и да му дозволиме да ги победи сите грешни желби кои војуваат против Духот. Бог сака во нашиот живот да се покажат плодовите на Духот. Со помош на Светиот Дух тоа е можно. Амин.